Почитувани суграѓани. Претходниот градоначалник на Пробиштип трошел по свое. Парите од општинската каса не секогаш се одлевале онака како што налагаат строгите законски процедури. Во некои општински оделенија веќе има сериозен сомнеж за неправилности во трошењето на општинските пари во изминатите 8 години. Ова на виделина го извади работата на внатрешната ревизија која веќе една година ги чешла сите документи и фактури потпишани од претходниот градоначалник Тони Тоневски. За сега не се споменуваат детали околу тоа во кој оделенија и колкави се сумите за кои претходната власт се сомнечи дека тој дел од работата општината и го препушта на финансиската полиција, која наскоро треба да влезе во општината. За делот од оделенијата имаме извештај, дел се уште се чека да се завршат. Има одредени индици на незаконито работење, така да согласно тоа надлежните институции ќе постапат. Речи си на праксе надлежни институции, односно финансова полиција да влезе во општина Пробиштип, односно да види како е изминатото работење на локалната самоуправа. Повод за внатрешната ревизија на сегашната власт и даде големиот долг што го затекна од неверојатни 3 милиони евра. Од нив 2 милиони беа долгови кон физички и правни лица, а речиси 1 милион биле на име на позајмици и кредити. Во моментов Пробиштип успеа да го намали долгот на само 650.000 евра, односно на некаде околу 40 милиони денари. Околу 37 милиони денари општината успеа да врати сама, а 37 милиони доби грант од владата наменети исклучиво за враќање на 51% од долговите.